civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Во рамките на граѓанскиот форум за учество во креирање на владините политики ќе се држат сите, што не следат, 2 дена ќе се држат со цивил во текот на 2 дена. Имаме панели, како што е овој денешниот, почнуваме со панелот со професорката Мирјана Најчевска и професорката Виолета Петровска-Бешка. Тема на овој панел, како и на другите панели, е национализмот. Професорката Мирјана Најчевска ќе говори од правниот аспект за се што не засега со национализмот, додека професорката Виолета Петровска ќе се задржи на психолошкиот момент, идентитетите и така натаму. Имаме час време за панелот. Јас ви замолила да започнете како сакате, кога сакате. Благодарам многу. Може јас да почнам? Се разбира, правниот аспект е најважен. Добро, ова е секогаш разговор меѓу мене и Виолета, што е поважно, дали правното или психолошкото, и некако ние најдовме заеднички јазик дека единствено сватени комплементарно можат навистина да ни дадат одговори на некои прашања, и покрај тоа што надпреварот секогаш одново и одново постои меѓу правното и психолошкото. Значи, кога зборуваме за национализмот, всушност некогаш се стекнува впечаток дека станува збор за нешто многу негативно, дека станува збор за нешто што секогаш има негативен презнак и слично. Меѓутоа, јас не мислам така. Национализмот дефинитивно и чувството кон нацијата, сакањето на нацијата, припаѓањето кон одредена нација е нешто многу нормално и може да биде и многу позитивно. Меѓутоа, во оној момент кога тој аспект, таа определба ќе почне да обојува се, во моментот кога ќе ги покрие со иста боја сите останати аспекти на живењето на индивидуата, тогаш доаѓаме до оној вистинскиот проблем. Всушност, кај нас во Македонија токму тој елемент е она кое што тој начин на разбирање на односот кон нацијата е она што ни се случи, а тоа е губењето на индивидуата. Значи, наместо да се развива при од осамостојувањето на Македонија па наваму, чувството на индивидуалност, постоењето на индивидуите кои што на различен начин комуницираат меѓу себе, кои што имаат различни односи, кои што се на различен начин перцепирани во заедницата, ние се го задржавме на еден многу интересен, многу чуден и многу специфичен начин пристапот на колективитети. Значи, наместо да го развиваме граѓанското општество, како што е дефинирано во нашиот устав, како што се обидуваме да го дефинираме во законите и слично, каде што во центарот на нештата се наоѓа граѓанинот како индивидуа, како носител на своите права, како носител на одредени потреби, интереси, желби и слично, се уште се задржаа во се она што представува политичко и правно милје, колективитетите. Тој приод, тој начин на третман на односот меѓу индивидуата и нацијата, кој што е поклопен од страна на поделбата на заедницата на колективитети, го создава проблемот на негативниот предзнак на национализмот. Што се случи кога беше потпишан, кога беше прогласен Охридскиот рамковен договор? Всушност, во преамбулата на овој договор и во првите членови на договорот многу јасно, декларативно се означува дека е тоа договор кој што
има намера да придонесе во изградбата на граѓанското општество, во изградбата на општеството како збир од индивидуи кои што ќе може да живеат во една демократска и правна држава. Меѓутоа, тоа е содржано само во првите 2-3 члена. Понатаму веќе секој од членовите на некаков начин го оспорува, се спротиставува на ова декларирано граѓанско во самиот договор. Имено во сите останати членови понатаму веќе не се зборува за индивидуата, не се зборува за индивидуалните права, не се зборува за односот на индивидуата со заедницата, туку се зборува за колективитетите, за правата на колективитетите, за формирањето на колективитетите и за права кои што произлегуваат и се поврзани единствено со колективитетите. И, да речеме, се зборува за посебен облик на територијална поделба, која што ќе овозможи не подобро или посуштинско остварување на индивидуалните права, туку ќе овозможи остварување на колективните права. Се зборува за бројки, се зборува за проценти кои што се потребни за да може еден колективитет да ги оствари своите права во рамките на заедницата. Сето ова на некаков начин го деформира и видувањето, односот меѓу индивидуата и заедницата, тоест нацијата, и наместо да имаме однос на индивидуата со нацијата, како еден од многуте различни односи кои што би се изградиле во државата, ние добиваме всушност однос на колективитетите кон нацијата, односно индивидуата не може да биде препознаена како индивидуа доколку не припаѓа на одреден колективитет. И во тој момент почнува да се поставува прашањето на својатање на нацијата, на кој колективитет всушност и припаѓа доминантно нацијата. Штом ќе се поврзи односот меѓу човекот и нацијата како однос меѓу колективитетот и нацијата, доаѓа до моментот на поделбата на тие и ние и наша или ваша нација, односно колку е наша нацијата, колку е ваша нацијата. И тука почнува тоа негативно димензионирање на односот со нацијата, односно развојот на еден негативен национализам кој што се базира на етничката припадност, односно на колективната и на групната припадност. Сето тоа понатаму се развива на еден многу специфичен начин во севкупна поделба на општеството по линијата на етницитетот, односно на групите. И на тој начин се што постои во општеството мора да го добие прво групниот предзнак пред да биде препознаено како дел од нешто што представува структурирање на индивидуите. Значи, партиите не се веќе партии во кои што се здружуваат индивидуите за да можат да остварат одредени права, одредени потреби, интереси и слично, туку се тоа здружувања кои што имаат карактеристика на еден од етничките колективитети и ти како индивидуа можеш да се приклониш кон една од тие партии која што соодветствува не со твоите идеолошки размислувања, не со твоите потреби, интереси и слично, туку соодветствува со твојата претходно определена етничка припадност, односно припадност кон одреден колективитет. И тоа не се задржува само на партиите, туку продолжува на невладините организации, на било кој облик на здружување на граѓаните, на синдикатите, значи на сите односи се става печатот на колективитетот. И во одреден момент
посебно политичките партии, многу лукаво почнуваат да го користат тој елемент кој што произлегува и од она што представува за остаток од нашето поранешно општество и од она што представува рамковен договор и почнуваат да ги градат шанковите или уште поарно зидовите на поделбата, меѓутоа и успеваат да ги манипулираат граѓаните во секој од политичките односи. И национализмот како елемент на она што представува искористување на негативниот предзнак на овој однос станува дел од политичката борба. Станува дел од она што представува порака која што се праќа од страна на политичките партии до граѓаните, меѓутоа и начин на нова и нова, одново и одново мобилизација на граѓаните околу едно колективно ткиво, односно ткиво на етницитетот. И може да се види дека секогаш, во секој момент, кога граѓаните ќе покажат некој облик на друг начин на структурирање. Структурирање кое што се поврзува со нивните заеднички потреби и интереси, кои што дефинитивно немаат врска ниту со етницитетот, ниту со посебниот колективитет кон кој што се присилени да припаѓаат, ниту со потесната заедница. Во тој момент една, две, три, сите политички партии почнуваат да ја ставаат на маса картата на национализмот, односно на својатењето на нацијата и на тоа кој повеќе дал во нацијата, кој повеќе придонел за нацијата и кој повеќе подобро котира во рамките на она што представува колективно котирање во нацијата. Целото правно милје кое што на еден од формално правен аспект е граѓански ориентирано, значи се обидува граѓанинот да го посочи барем декларативно како основа на правните норми и на легалното уредување на односите, паѓа во вода со сите оние одредби кои што спротивно на овој начин на третирање го форсираат колективитетот, било преку условно кажано употреба на термините на правична застапеност, било преку процентуалната застапеност, било преку поврзување на правата со бројот, со процентот кој што одредена група го има во заедницата. И кога дури ни со тоа нема да се успее, во тој момент веќе почнува да се оди наназад во историјата со вадење на историските елементи кои што би можеле уште повеќе да ја зацврстат таа подоба на колективитетите. Туку од мене за почеток. Ова е добра основа за да видат и гледачите, слушачите, како да ги наречеме, за разликата помеѓу правно-политичкото гледање на нештата и психолошкото гледање на нештата. Зашто психологијата вели дека човекот има потреба, кога се гради како личност, за да го сочува својот позитивно себевреднување, да припаѓа на некаков колективитет или на некаква група. Значи, тој има, како секоја личност има така наречен социјален идентитет, кој произлегува од припадноста на групи или од улогата што ја игра. Значи, припаѓа на различни групи. Сега, разликата е само која група ќе ја смета за, припадноста на која група ќе ја смета за најбитна. Значи, да почнам уште еднаш од тоа дека јас национализмот ќе го поврзам со идентитетот, прашањето на идентитетот, и ќе пробам така да го објаснам она што ни се случува кога се работи за национализам. Значи, уште еднаш, значи, личноста има потреба да гради позитивна слика за себе. Секоја здрава личност. Во градењето на таа слика и помагаат
идентитетите. И помага идентитетот. Идентитетот, освен личен, има и аспект на социјална компонента. Во тие социјални компоненти пак влегува припадноста на различните групи и ја дефинира припадноста. Па, например, имаме родов идентитет, кој е детерминиран од тоа на кој род се припаѓа. Имаме професионален идентитет, па имаме етнички идентитет, па имаме национален идентитет, па имаме религијски идентитет и така натака и така натака. Значи, например, земајќи го тоа предвид, јас сум, нели, жена, според мојот родов идентитет, сум психолог и професор според мојот професионален идентитет, сум македонка според мојот етнички идентитет и сум државјанин на Република Северна Македонија според мојот национален идентитет. И можам да редам уште многу ред други аспекти на тој мојот личен социјален идентитет. Сега, потоа психологијата вели дека постои одредена динамика, нема фиксирани приоритети на идентитет, на таквите различни аспекти на социјален идентитет, туку кој ќе биде приоритетен во одреден момент зависи од интерперсоналните, интерперсоналниот контекст во кој индивидуата или личноста обстојува. Сега, од што зависи, да речеме, колку ќе припишеме важност на одреден аспект на тој социјален идентитет, зависи од тоа на кој аспект ќе припишеме, зависи од тоа колку индивидуата е битна идентификацијата, да се идентификува со групата на која припаѓа. Значи, колку е важно да припаѓа на таа група. Колку мене ми е важно тоа што сум психолог, или во поглед на професионалните идентитет, колку мене ми е важно тоа што сум жена, колку ми е важно мене што сум македонка, и значи колку ми е важноста да бидам идентификувана како припадник на таа група. Колку ми е важно. Каква е мојот, исто друго е детерминирано тоа каков мојот емотивен однос со групата. Значи колку јас ќе се најдам погодена од тоа што мојата група е загрозена. Загрозеноста може да биде објективна, ама може да биде и многу субјективна, може да биде само доживување на загрозеност без да има објективни показатели. И колку ја прифаќам идеологијата на групата, значи нејзините вредности, нејзините цели. Да речеме, затоа кај нас имаме поделба на патриот, колку јас сакам да се прикажам себе си како патриот, а колку ми е, да речеме, сеедно ако некој мене ме прогласува за предавник. Да речеме. Да. Колку сум јас, колку ми е многу важно, нели, што некој, да речеме, ќе ме смета за голема македонка или ќе ме смета за обична македонка. Мислам, и тоа е многу битно за севкупниот мој идентитет, мислам како јас ги доживувам работите. Сега, имајќи го тоа предвид, во фокусот на нашиот интерес денеска како национализам, дискусијата треба да се однесува на два вида на идентитети. Да се концентрираме. Едниот е така наречен етнички идентитет, другиот е така наречен национален идентитет. И тоа зависи дали нацијата ни е, дали идентитетот во односот кон нацијата или е во односот кон сопствената етничка група. Сега, националниот идентитет е поширок концепт од етничкиот идентитет, затоа што бара да се надмине односот кон припадноста на сопствената етничка група и да се поврзе со нацијата како политичка категорија. Значи, бара поврзување со нацијата како политичка категорија. Оно што ние го гледаме во јавниот дискурс е дека не се прави разлика помеѓу тие два вида на идентитети, етнички и национален. Многу често се злоупотребува поимот идентитет и, да речеме, етничкиот се смета за исто како националниот. Кога зборуваме за национален идентитет, ние всушност зборуваме за етнички идентитет главно, не ја правиме разликата. Исто така, многу често индивидуалниот идентитет
за кој зборувам јас, многу често се занемарува во јавниот дискурс на сметка на колективниот идентитет. А тие би требало да бидат различни, би требало да се различни работи. Во нашето општество, кога кажете идентитет, веднаш се става на прво место колективниот или етничкиот или како се Колективниот идентитет. Кога што се става тој личниот идентитет, тие личните идентитети. Да, тие се колективни. Иако пак уште еднаш да кажам дека поединецот има потреба за да припаѓа на група и да се поистоветува со група. Само зависи која група му е најбитна, нели, во моментот. Значи, ова, да речеме, е многу често го сметам, во психологија се смета како резултат на влијанието на нормите што ги определуваат нашите култури, како нашите, кога велам нашите култури, мислам на културите на граѓаните на нашата земја, например. Тие култури се дефинираат според некоја една многу битна поделба или многу влијателна поделба во психологијата на колективистички. Значи, нашите култури се колективистички во основа. Кога би биле индивидуалистички, значи, тие би биле ориентирани на индивидуалните потреби и би негувале индивидуалната одговорност на граѓаните. Би ја ценеле независноста на индивидуата и индивидуалните постигања на луѓето. А бидејќи нашите култури не се такви, туку се колективистички, поединците во овие култури се интегрирани, се доживуваат како интегрирани во кохезивни групи, се заштитени од групата ама заштитата што ја уживаат од страна на групата е на сметка на неприкосновена лојалност која мора да прикажат кон групата. При тоа, нели, се цени таквата меѓузависност или така она што популарно си ги нарекуваме врските помеѓу луѓето, значи да имаш врски е многу битно за да можеш да опстанеш, нели? И групните постигања се многу побитни од индивидуалните постигања. Сега, ова е идентификацијата со групниот успех, не личниот. Секогаш го примаат како личен или како велат ни го обели образот. Апсолутно, значи апсолутно. Односно не е битно колку индивидуално, не се цени она што индивидуата го постигнува, туку она што го постигнува колективитетот, иако да речеме може да биде заслуга на индивидуата. Значи се што индивидуата го прави се припишува како постигање на групата. За два вида на националности кои се во последни години во социологијата и психологијата прилично популарни и кои на некој начин ги начина, а тоа е поделбата помеѓу етнички национализам и граѓански национализам. Значи, едниот е прилично деструктивен по социјалните односи, особено во мултиетнички средини, а другиот е прилично продуктивен и за мултиетнички средини како што е нашата. Чи граѓанскиот национализам се гради врз основа на споделено државјанство во државата во која се живее. И произлегува од припадноста на граѓански ориентирана нација, граѓански определена нација. Значи, во основа на граѓанскиот национализам е граѓанинот. Во основа на таквото гледање на нештата е граѓанинот, кој гради индивидуален однос со државата, она што би сакала најче да го види, нели? И заедно со сите други индивидуи кои, нели, уживаат еднакви права во државата, ја сочинуваат нацијата. Тој граѓански национализам е определен од принципите на демократско владење,
Значи мора да постојат принципи на демократско владење и тие да бидат прифатени и поддржани од страна на граѓаните. И нацијата како таква е отворена за сите, нели, граѓани што ги споделуваат овие вредности, демократските вредности, независно од нивната етничка припадност, од нивната религијска припадност, независно од припадноста на било која друга група. Некако кога една индивидуа, мене ми се случило, ќе го изрази тој свој граѓански, да речеме, национализам, така го дефинираме, Да. кога ќе си го изрази, секогаш паѓа, не паѓа во очи, туку му пречи на одредената колективна, нели, одредениот колектив. Било на едниот, било на другиот. Се случило со една моја дејност да пречам на двата колективи. И да меѓутоа и двата колективи да ме наречат со таков националист или со таков националист. Така што ти си тука во некој двострук напад. И тоа е многу интересно, како се перцепира кај нас тој граѓански национализам или патриотизам, ако сакате. Како се перцепира како се перцепира и зошто се перцепира тоа на тој начин, има своји објаснувања. Има своји објаснувања во контекстот, како што реков, во колективизмот, од како ние сме дошле да бидеме колективистички култури, исто така има своје објаснување дека тоа не е дадено природно од Бога, туку е културата е нешто што се формира под влијание на средината во која се живее. Тие влијанија во голема мера учествува образованието, за кое јас би сакала да имам време нешто повеќе да кажам. И сега би сакала овој граѓански национализам да го спротивставам на етничкиот национализам. Етничкиот национализам всушност ја димензионира нацијата во рамките на еден етникум, кој се смета за себе си за државотворен и затоа се смета себе си за привилегиран во однос на другите етникуми што во државата. Тој се дефинира преку групната култура, преку заеднички јазик, преку традиција, многу често преку заедничка религија. Меѓутоа е многу битно дека правата на индивидуата, кога се манифестира етнички национализам, се смета дека произлегуваат од правата на групата, од правата на етникумот. Значи не произлегуваат од индивидуалните права, туку од правата на етникумот. И затоа етничкиот национализам се бори за правата на етникумот и не го интересира правата на индивидуите. Затоа што не ја гледа можноста индивидуите да ги уживаат своите права, независно од етникумот или колективитет, она што најчесто нарекува колективитет, нели, независно од колективитетот на припаѓање. Сега тој етнички национализам или ние повеќе скратено го нарекуваме етнонационализам, води кон етноцентризам, односно води кон тенденција да се гледа на светот пред све од перспектива на сопствената етничка група. И сопствената етничка група е во центарот на се и се споредува со неја. Таа е секогаш најдобрата, секогаш најособините се припишуваат на сопствената етничка група. И таквите етнички разлики што се идентификуваат помеѓу сопствената и другите групи служат уствари и се зголемуваат, се нагласуваат, се со цел да се дефинира се повеќе и повеќе етничкиот идентитет. Во услови кога припадник на одредена етничка група, на која припадноста на етничката група му е многу битна, и многу битен сегмент од неговиот идентитет е припадноста на етничката група, тој, например, во услови кога некој или нешто ја загрозува неговата етничка група, е спремен да жртвува се, да жртвува многу. И тогаш доаѓа до израз тој етнички
национализам кој може да влие деструктивно, пак велам, во услови кога зборуваме за кога обстојува во мултиетнички општества каква што е нашето. Иако сега се повеќе и повеќе се мисли дека не постојат моноетнички средини, мислам, и тие држави, нации формирани врз основа на нација како еден заеднички етникум, веќе не постојат. Не постојат во светот. И сега, би сакала тука, нели реков дека сакам да зборувам за образованието и улогата на образованието. Не знам, Најче, дали сака нешто? Само еден елемент, значи, во она што представуваат правни и политички анализи и слично, многу често се зборува дека начинот на кој што може да се изгради граѓанскиот национализам е повлекување на етничкото во приватната и во личната сфера. Значи, во моментот кога етничкото ќе стане дел од личниот идентитет на исто рамниште со сите други идентитети, во тој момент индивидуите се спремни да почнат да го градат граѓанскиот идентитет. Сега, јас забележувам дека ти повеќе збореше за правото отколку за психологијата, ама ајде нема да навлегувам во тоа. Меѓутоа, најверојатно играта на оние кои што доаѓаат на власт со психолошкиот елемент, односно желбата прво да се припаѓа, а второ да се прикаже за свое нешто што го постигнал некој друг. Значи, заради тоа што не само што колективитетот ги превзема индивидуалните постигнувања, туку индивидуата ги превзема колективните постигнувања и на тој начин таа може да се прикажи како подобра, позначајна, поуспешна и слично, дури и тогаш кога не е успешна. Тоа го спречува овој преод, ова повлекување на етничката припадност во рамките на она што представува приватно, лично, надвор од јавната сфера и кое што ќе ослободи јавната сфера за граѓанското, за да може да се изгради тој граѓански идентитет. И дефинитивно тука нашето образование игра неверојатно голема улога и би сакала вистина да те слушнам. Што да ме слушнеш, да го раскажам истражувањето во кој ти учествуваше. Значи, во 2018 се последните податоци што ги имаме од истражување на идентитетите и поврзување на кај учениците и поврзување на таквите изградени идентитети со образовниот систем. Значи се работи за ученици македонци и албанци на возраст од 10 години и на возраст од 14 години се правени споредби. Учениците се и од двојазични училишта и од еднојазични училишта и од средини во кои се доминантни е сопствената етничка група или не е доминантна сопствената етничка група, значи сите тие критериуми се запазени во формирање на примерокот. Сега, како учениците македонци и албанци ја доживуваат Македонија? Например, малите ученици, значи на 10 годишна возраст, помалите, кога ја опишуваат Македонија, независно од дали се македонци или албанци, главно фокусот е на природните убавини и природните богатства на земјата. Меѓутоа, веќе има и други елементи, ова се заедничките елементи, меѓутоа за македонците е карактеристично и за помалите и за повозрастни, особено за поголемите, дека крајно ја глорифицираат историјата на Македонија. Значи, која опишуваат Македонија, опишуваат преку многу глорифицирана историја. Исто така тврдат дека Македонија е демократска и независна самостојна држава, дека Македонија е нивна држава, татковина, и дека треба да ја сакаат
и чуваат во име на жртвите и борбите од минатото. Децата албанци, учениците албанци, сметаат дека историјата на Македонија е неоправдано насочување кон минатото. Значи е фокусирана на минатото. И ако да речеме децата македонци велат дека Македонија е демократска и независна и самостојна држава и тоа го нагласуваат, децата албанци нагласуваат дека Македонија е мултиетничка држава. Значи тоа е во примерно описот на доживувањето на државата. Ако децата македонци велат дека Македонија е нивна држава татковина, децата албанци не успеваат во образованието да научат дека Македонија е нивна земја, односно нивна татковина. Затоа и демонстрираат отсуство на позитивен, афективен однос кон Македонија како држава, Македонија како земја. Како ја доживуваат својата сопствената етничка група. И едните и другите, значи учениците македонци и албанци, сметаат дека нивната етничка група се карактеризираат како да се македонците, односно албанците, добри, трудолюбиви, културни и способни. Тоа е заедничко и за едната и за другата. Значи, ова е само доживување, односно доживување на сопствената етничка група. Исто така, кога ја опишуваат сопствената етничка група, нагласуваат религијата, го нагласуваат јазикот и ја нагласуваат традицијата. И едните и другите го глорифицираат минатото. Истовремено се прикажуваат и како жртви, но и како борци за слобода. Значи, и македонците се и жртви во историјата, и борци за слобода, и албанците се жртви во историјата и борци за слобода. Македонците учениците македонци ги сметат македонците за праведни, што не е споделено доживување од страна на албанците. Албанците па себе си се сметаат за храбри и дека се држат до збор, што истовремено не е доживување на македонците за нив. Дека се држат со оглед на, да речеме, влијанието на политичките констелации на севкупниот контекст. И да речеме, исто така, македонците, само ќе цитирам еден од учениците кои на некој начин ја прикажува севкупното гледање на учениците македонци, е тоа дека македонците се народ што живее во историјата и повеќе мисли на минатото отколку на иднината. Например, тоа провејува во исказите на учениците кога ја опишуваат сопствената етничка група. Историјата на народот, на македонскиот народ, ја поистоветуваат со историјата на Македонија. Значи, народот е еднакво на државата или на територијата дури. Од друга страна, учениците албанци ја нагласуваат улогата на албанците во борбата за своите права во современи услови, значи не толку во минатото колку во современи услови, и не го гледаат својот народ вон контекстот на Албанија. Значи многу повеќе го гледаат својот народ во контекстот на Албанија отколку во контекстот на Македонија. И сега, кога се прашани за тоа кој вид на идентитет им е најважен, тука ќе го само споредам односот помеѓу етничкиот и националниот идентитет, односно односот кон припадноста кон идентификацијата со сопствената етничка група, наспрем односот кон државата, земјата и кон нацијата, нели? Ќе речем дека учениците македонци, независно од возраста, не прават битна разлика меѓу националниот и етничкиот идентитет, затоа што
тоа може да се смета како последица на пораките што ги добиваат во училиште, кои придонесуваат да се поистовети Македонија со македонскиот народ, оно што го претходно нагласив, и да ја сметаат Македонија првенствено како татковина на македонците. Од друга страна, учениците албанци најмала важност им припишуваат на националниот идентитет, независно од возраста. За помалите ученици најважен е религискиот идентитет, значи на тие од 10 годишна возраст, а на тие на 14 годишна возраст најважен е етничкиот идентитет. И тоа е исто така резултат на, може да се смета како резултат на пораките што ги добиваат на формално и на неформално ниво во образование од наставници, од учени, и на формално и на неформално, затоа што се постојано експонирани и на содржини и на пристапи што негува, особено во учебниците, кои негува македонски етнонационализам. Значи, сите работи се презентираат низ призмата на македонски од народ, да речеме. Всушност, во одреден период почнува тоа да влегува, бидејќи јас ја правев анализата на учебниците, до одредена возраст, значи негде каде е 4-то оделение, учебниците се многу отворени кон она што представува различни идентитети, дури и многу интересно се занимаваат и со семен, и со територијален град, село, планина, нива, работен идентитет и слично. Сето тоа од 5-то оделение нагоре се губи, односно почнува да биде обоено од она што представува етнонационален идентитет. Во моментот кога од она што представуваат објективни параметри на живење на децата, кои што се рефлектираат во учебниците, ќе се преиде на историјата, на анализа на историските процеси, во тој момент почнува всушност и разделувањето и учењето на децата како да бидат етноразлични. Барем така произлезе од анализите. Да, мислам, се разбира како што се качуваме во поголемите возрасти, така по големите оделенија, по високите оделенија, така и расте експонираноста на таков вид на содржини. Меѓутоа, она што би сакала да довршам тука во приказната, освен што се експонирани учениците, сите ученици, па и учениците албанци на некаков македонски етнонационализам, истовремено се учебниците ги третираат албанците како припадници на народ чија матична држава е Албанија. И не е сега за чудење што, да речеме, не постои некаква врзаност на албанците со Македонија како држава, емоционална врзаност. Значи, и сега, само да земеме како пример, кога се зборува за Првата светска војна, да речеме, се зборува низ перспективата на македонците, а за албанците има посебна лекција во која се вели дека каква е улогата на албанците во Првата светска војна. Значи, и тоа е најголемото постигнување што ние го имаме. Значи, прикажување на перспективите, на различните перспективи, ама повторно низ перспективата на македонски автори главно, а не низ перспективата на албанските автори. Ја ставаш како мала група која може би имала улога и обратно. Да. Сега, тоа ни го прави образованието, пошто не се чудиме зошто, да речеме, после етничкиот идентитет станува доминантен, зошто не можеме да излеземе од колективизмот, не можеме да излеземе од колективистичките доживувања и не можеме, да речеме, да се избориме со можноста државата или да ја оствариме можноста државата или нацијата да доживуваме како извор на остварување на индивидуални права. Во ниту еден од учебниците, во ниту еден момент, во ниту една лекција нема
содржина која што се поврзува со заедничко индивидуално градење на нацијата. Значи, во самите лекции, нацијата е резултат на делување на колективитетите, а не на луѓето. И на тој начин многу е лесно нацијата да се изедначи со најбројниот или побројниот колективитет, односно да добие во значење таа бројност, заради тоа што нигдека не се зборува за она што представува заедничко градење, дури и во современото градење на нацијата. Значи, градењето после 44 година и уште повеќе градењето после 91 година не се поврзува со делувањето на луѓето, на индивидуите, туку и таму повторно се поврзува со делување на колективитетите. Значи, и демократските процеси, и донесувањето на уставот кој што се спомнуваат во лекциите, во учебниците, и она што се случувало како односи внатре во државата, па и градењето на собранието како највисок законодавен дом и градењето на сите институции, повторно се поврзува со колективитетите и повторно преовладува она што представува колективистички приод кон целокупниот развој на државата, и едноставно за децата е невозможно да се почувствуваат во таа држава како граѓани, им се наметнува во таа држава да бидат припадници на одредена етничка група, и едноставно не може, невозможно е да се изгради во моментот граѓанскиот национализам каков што би требало да го градиме. Да, значи многу ние не можеме да имаме контрола на тоа што семејствата дома им зборуваат на децата, меѓутоа можеме да имаме контрола на тоа што образованието пласира кај децата. И би требало државата, власта, да ја има таа контрола. Особено во услови кога сака, нели, општество едно тенденција да постигне едно општество. Цело време се меша тоа дали сме ние мултиетничко, мултикултурно или граѓанско општество. Значи, кај децата од многу рана возраст се создава таа конфузија во главите, и на некаков начин се испушта од вид дека и она што го збореше Виолета, дека секој од идентитетите ние можеме да го напуштиме ако сакаме во одреден момент без негативни последици под нас. Дури во Европската конвенција, рамковна конвенција за заштита на етничките малцинства, има една посебна одредба во која што се вика: секој има право да се откаже од својот етнички идентитет без негативни последици по него од групата на која што до тогаш припаѓа, ниту пак од групата кон која што сака да се приклучи, или негативни последици доколку не сака да биде препознаен како дел од било која од тие групи. Значи, она што кај другите идентитети е возможно, значи ја можам да кажам, да речеме, дека не сакам да припаѓам кон групата на правници, така, не сакам да бидам идентификувана како таква и слично, или еве, дури доаѓаме до нивото дека не сакам да бидам препознаена како жена, сакам да бидам препознаена како мач, значи можам да го сменам дури и тој родов идентитет. Меѓутоа, кога ќе дојди до менување, до откажување од етничкиот идентитет, неверојатен е атакот на кој што е изложена индивидуата, едноставно не смееш да постоиш надвор од групата. Не заради тоа што не можеш, туку заради тоа што ќе бидеш на таков начин изложен на остракизам кој што ќе ти го направи, ќе ти го отешне животот. Интересно е да се откажеш од својот етнички идентитет во овој случај. Интересно е, например, ти ќе се откажеш, а нешто те дефинира како припадник
битна таа етничка Ама, заедница. Ти можеш да се откажеш, но нешто ќе те... Значи не се работи за откажување, ти не можеш да се откажеш. Значи не можеш да се откажеш, само работата е личноста кој му е примерен или кој му е важен дел од идентитетот. Кој му е важен дел од идентитетот? Да речеме, дали му е поважно, дали мене ми е поважно тоа што сум жена, па што сум психолог, или тоа што сум македонка? Што ми е мене поважно? Или тоа што сум државинин на оваа земја? Да речеме, значи, што ми е мене поважно? Значи, ама ние и во историјата кога ги прикажуваме нашите херои во одминатото, најголемиот придонес на хероите е што се тепаме да ги прикажаме како припадници на одреден етникум во денешна смисла. Значи, како што денес како дефинираме. Никогаш не се посматраат етникумите и не се прикажуваат етникумите и нациите во контекст на тогашната состојба, зашто и историјата го менува гледањето и дефинирањето на тоа што значи етникум, народ и така натака и нација. Така ја прифаќаме, ја перцепираме секогаш емотивна историја, не е гледана како историја. И градиме континуитет, правен политички, правен континуитет кој што не постои. Значи, сакаме да наметнеме правно гледање на нешто кое што немало правна рамка во моментот кога постоело. Значи, не може на тој начин да ги гледаме државно правно односите кои што се развивале во таа ситуација низ призмата на денешното постоење на современата држава и слично, ниту пак обратно. Не можеме денешната држава да ја гледаме низ призмата на тогашните односи, случувања. Да. Нас тоа многу ни пречи, например, кога Бугарија го демонстрира, очигледно сега во комисијава, ама не ни пречи кога ние интерно го демонстрираме, докажувајќи се меѓу себе кој е по историски поважна или постара или постара е многу постара, важна. Библиски народ. Да, кој постар, да речеме, апсолутно. Така. Например, исто како илустрација. Ти мисла дека им е обрска да го обожават тој разлики, да го разумат. Не има обрска. Апсолутно. Например, еве, исто како друга илустрација. Кога беше мајка Тереза, нели, прилично актуелна и правевме некакво на мал обсек истражување, прашувавме ученици македонци и албанци да со 10 реченици да ја опишат мајка Тереза. И сега беше интересно како во тие 10 реченици што е кои се првите два описи карактеристики. И многу се различни како македонците ја опишуваат, како албанците. Например, македонците велат мајка Тереза е нели многу е битно дека е од Македонија и многу е битно дека е христијанка. Тоа учениците албанци воопшто не го спомнуваат. За нив најбитно е дека е албанка и и второ најбитно е дека е добитничка на Нобелова награда. Никаде во нивните описи не се спомнува дека нејзиниот удел во нели за пропагирање, промовирање на христијанството, затоа што тоа не е во корист нели на градење на етничкиот идентитет. Исто, ние мајка Тереза која тврдиме дека е албанка во контекст на денешното гледање на етникумот или народот е многу погрешно, или да тврдиме дека е од Македонија во контекст на денешното гледање на Македонија како држава, е исто така погрешно. Значи, меѓутоа, тие разлики, пак велам секојаш, се користат за да се нагласа, да се гради етничкиот идентитет и со тоа, како што рековте порано, многу и најче како што нагласи, се манипулира. Политичарите многу добро манипулираат со тоа.